Здраво на сите. Разговараме за реформата на јавната администрација. Овој пат зборуваме од два аспекти. Како да го подобриме искуството на граѓаните визави управата и како да ја реорганизираме јавната управа за да постигнеме поголема ефикасност, подобар менаџмент и едноставно подобро функционирање. Разговараме со Жарко Хаџизафиров, кој што е адвокат, кој што застапува граѓани во управни постапки, и со професорот доктор Драган Гоцевски од Правниот факултет Јустинијан I. Професоре, разговараме за реорганизација на јавната управа, односно за тековната организација и тоа како би требало да изгледа нашата јавна управа, нашата јавна администрација. Лани, јуни 2024 година, ние имавме реформа, односно измени и дополнување на законот за организација и работа на органите на државната управа и од 16 формиравме 20 министерства. Исто така со тој закон се остави простор за намалување на бројот на органи на државната управа, но дали таа реформа досега е направена? И ако не, каква реформа треба да очекуваме од аспект на реорганизацијата на државната управа со цел таа да биде поефикасна, поквалитетна, да речам, подобро да ги дава јавните сервиси кон граѓаните? Вака, првично мора да бидеме малку повнимателни околу тоа што сметаме за реформа, бидејќи она што се случува од 2000 година навамо во поглед на воспоставување на нови организацијски облици, ние немаме реформски пристап кон основањето на нови институции, имаме пристап кон тоа е реструктурирање. Имавме реорганизација, да, меѓутоа не можеме да наречеме, или јас не би ја квалификувал како реформска. Реформи треба да имаат парадигматски квалитети. Треба да се воведе нов концепт на работа, нов систем на работа, нов пристап како ќе се извршуваат одредени задачи. Да речеме, дигиталната трансформација, кога почна да се воведува, беше реформски пристап. Воспоставувањето на регулаторни тела доцни 90-ти, рани 2000-ти, тоа беше реформски пристап, затоа што имаме воведување на нов концепт кон тоа што државата треба да пружа и на каков начин за своите граѓани, за своите бизниси. Фините права, слободен пристап информација од јавен карактер, заштита лични податоци, тоа беа реформски да речем институции, затоа што имаме етаблирање на нов концепт за што е право за граѓаните и бизнисите и за што државата треба да е одговорна. Во поглед на формирањето на нови министерства или поголем или помал број, имаме само реструктурирање на нешто горе на ресорите практично. Истиот начин. Така да... нема реформа од аспект на тоа дека прво ние немаме позадинска идеја зошто тоа го правиме, барем не аргументирана, и од друга страна па и не е многу согласно стратегиите за реформа, тоа што ние го правиме во практиката. Еве, чисто за да не останам недоискажан, Джордан Питерсон вели give the devil his due. Воспоставувањето, односно реструктурирањето на Министерството за социјална политика, демографија и млади, да речеме дека одамна требаше некој на централно ниво да води грижа и да следи демографски промени. Да се градат политики засновани на демографските карактеристики на населението. Да речеме дека еве тоа е, можеби реформски, некаква иновација која одамна се должи. Досега демографијата ја следеше Државен завод за статистика и можеби некој министерство, некој сектор случајно. На централно ниво дека се градеа политики. Сега, на ниво на владини активности гледаме дека има голем број на стратешки документи, стратегиски плански документи, чак што веќе сме усостојба на постоење на стратегиски шум, но реализацијата, имплементацијата на тие стратегиски документи каска. Па ние стратегии имаме 4 до сега. 99-та донесена стратегија за реформа на јавна администрација, 2010-та, 2018-та, 2023-та. Мислам дека ниту една не е проведена повеќе од 30 до 50% и тоа во оние мерки во кои што се најбенигни, да речем. Сега тоа е уште една карактеристика на нашата делумно административен капацитет, делумно административна култура. Кога зборуваме специфично за реформа на јавна администрација, да, бележиме од формален аспект 4 стратегиски документи. Инаку преку 57 стратегии има
донесено за сите. Кој што фаќаат известни разно аспекти разни на јавната сектори, администрација. да. Оно што може да се забележи, бидејќи ова е квалитативно лонгитудинално испитување, оно што може да се забележи околу начинот на спроведувањето или стапката на исполнетост на само преземените обврски во стратегиите за реформа на јавна администрација, прво е латентност, односно и тоа што се реализира пред крај на истек на рок. И имаме пренесување на одредени недовршени работи во новата стратегија и се представуваат како нови. 99 реално немаше формално некоја структура кога треба да заврши, но ја окончаа како период со воспоставувањето на стратегијата за реформа на јавна администрација 2010-2015, која што заврши 2014-15. И сега карактеристики имаме закон за јавни службеници се донесе 2010. 2011 веќе 25% од законот остане без предмет, без регулација, затоа што Уставниот суд му ги укина одредбите. Законот за јавни службеници потоа дури 2014 се преточи во закон за административни службеници и закон за работени во јавен сектор. А и тој започна ефективно да се применува 2015-16. ЗУП 2015 ефективно и внатре имаше преодни завршни одредби одложен период на примена за одредени сектори. Со исклучок за електронска комуникација помеѓу органите. Тој почна после 6 месеци. Кој што уште не се применува. 2025 година. Инаку да појасним за гледачите, ЗУП или ЗОУП е закон за општа управна постапка кој што уредува како постапуваат органите по нашите барања или кога одлучуваат за нашите права и обврски. Треба меѓу другото, тие меѓу себе еден со друг орган сами да споделуваат документи и докази и електронски да комуницираат. Или уште поедноставно кажано, кога одам на шалтер, да не носам докази за она за кое што веќе има докази кај другите органи. Така, значи на еден шалтер да не носиш уверение од друг орган, што уште не се спроведува. Тоа е тема на која може да се задржиме малку повеќе, бидејќи заслужува внимание, чисто бидејќи ме прашавте на почетокот околу насоката во која треба да се движиме. Значи, за овие 20-тина или 25 години, кога ги броиме од 2000-те, кога почна формалното реформирање, условно речено, неколку насоки обстана без ретерирање. Дека треба администрацијата да е мала, едноставна, ефикасна. Под мала подразбира не само број на вработени, подразбира и број на институции, бидејќи преку тоа може да се обезбеди нејзина координација. Преку тоа може да се обезбеди следење на одговорност, линии на отчетност. Преку тоа треба да се обезбеди понатаму форма на предвидливост, како за граѓаните и бизнисите, така и институциите помеѓу себе да може да предвидуваат одредени процеси, колку време би им требало за да ги завршат. За овие работи да може да ги пресметате, неопходно да имате стабилна институционална структура. Првенствено да е мала, потоа да е стабилна. Нешто што никако не успеа да заживее кај нас, а е заговарано со фамозната реорганизација на администрацијата од 2017 година, тоа е јакнење на координативната улога на владата. И едно или две, може би, министерство, или Center of Government, да изградиме центар на управување, преку кое што би се обезбедило кохезија и координација на спроведување на сите јавни политики. Тоа е една карактеристика која што на централно ниво една држава треба да може да ја поседува. За да знаеме ние што, кој, кога планира да направи, за колку време би го спровел, со колку ресурси. Оно што гледаме да ве прашам, нели е тоа улогата на генералниот секретаријат во владата? Една од улогите. Делумно изведуваме дека меѓутоа по примерот на Естонија или и други европски земји кои што ОЕЦД и Сигма ги земаа како примери при давањето на насоки, сугестии на владите во Република Северна порано Македонија, на генералниот секретаријат му фали одлучувачка моќ, бидејќи тоа е служба на владата. Така да центарот на управа мора да апсолутно ќе остане како највисоката стручна служба на владата, Генсек ќе го обслужува тој процес, меѓутоа мора да има барем уште еден легитимен носител на извршна власт кој што би имал одлучувачка улога, за да може да пресекува, дозволува, одобрува, повикува некого на одговорност, доцните, касните, порано, не вака, не така. Од тој аспект, само генералниот секретаријат како служба не е доволен, бидејќи генералниот секретар има улога на министер само кон своите вработени, не кон другите органи на управата. Значи, рековте... Треба да е мала. И сега некои насоки, се извинувам, прекинувам,
некои насоки кои што ни беа дадени уште 2000-та. Тоа е 11 до 14 министерства. Ајде сега веќе премногу се прошири, но треба да се редуцира на 14 или 15. А оперативната задача, бидејќи идејата на министрите не е да бидат непосредни даватели на услуги, Туку да градат политика. да градат политики и да следат и координираат, оценуваат, па ако треба и препорачуваат некакви реперкусии за неисполнување на задачи. Не треба министерство да има шалтерски експозитури. Сега, дека му дадеме и случок да речеме на МВР за некои работи, меѓутоа и тука може со делегирање на надлежност на јавни сектори за служби и на различни сектори, така одредени регистрација на возила, полицајец има само на крајот фазата. Така да дел од тие сервиси можат и да се приватизираат или ко-креираат, ко-создаваат со невладен сектор или со приватен сектор. Не мора државата се сама да прави. Таму каде што има услови за тоа, има опции. Во моментот имаме 20 министерства, од кои да речеме дека реално нови институции се можеби 2 или 3. Другите се претходни организацијски форми кои што одедно се трансформирани и воздигнати на ниво на министерство. Како агенцијата за млади спортеве? Волуменот на работа, Што ставивме да видиме? волуменот на работа, обемот на работа што тие го имаат не е сменет, затоа што бројот на граѓани, бројот на бизниси, бројот на спортски клубови не е сменет. Обемот, протокот на барања или корисници на услуги што они треба да ги обслужуваат не е сменет. Сакате да кажете дека порастот на број на органи не соодветствува на реалниот обем на работа во јавниот сектор. И не ветува зголемување на некаква ефикасност. Ефикасноста економска категорија е равенка. Инпути кроз единица време, кој е аутпутот. Така, некој индекс, ако сакате да ги. Колку луѓе имаме, сега одиме на и само на ова би се задржал уште и можеме, ако сакате да смениме и прашање, колку луѓе ни требаат за да оствариме ефикасност. Нешто што оддавна, барем јас по медиуми го имам изјавувано и не сум јас сам во ова, за да мерите ефикасност, мора да знаете оптеретеност по вработен. И сега голем проблем е што кај нас тоа тешко се мери. Или воопшто не се мери. Дел од работите во администрацијата се предвидливи, дел од работите не се предвидливи. Тоа е задача на компетентни раководители на оделение, раководители на сектори. Кај нас раководител на оделение се уште, за жал, се гледа како, ајде бидејќи не можеме да им дадеме повисоки плати, да го напредиме за да има плата, да не си. Да му се качи плата. Така. Раководител треба да е работно место задолжено да раздава, да распределува работни задачи, следи и оценува. Key Performance Indicators, да може некако да мери. Ако не можеме униформно за цел јавен сектор или цела јавна администрација да имаме едни параметри на успешност, на ниво на оделение во една организација, тој раководител сигурно знае што работат неговите или треба да знае да ги следи. Врз основа на тоа, преку некакви евидентни листови, треба да имаат они квартални извештаи, би добиле податок дали сме оптеретени или не сме. Повработен, колку работа тој службеник во текот на еден месец реално има, за да можеме да кажеме дали сме превработени или невработени. Без тоа може да имаме вака паушални изјави. Јас сметам дека има повеќе вработени од колку што треба. Меѓутоа без некаква метрика која овака би се обезбедила, се што може да добиеме оправданост за нов лов на вештерки. Избркате ги, пренесете ги, дајте ги на овој. Гледаме дека веќе 6 години интензивно се заговара или се стимулира трансфер листа и пренос на вработени од централните органи на управата на јавни служби, за да се намале луѓето што веќе се вработени. А зошто се вработени? Кога ги спомнавте раководителите на секторите и оделенија, кои што се дел од вработените во јавниот сектор, во органите, ме натеравте да размислам колку е важно за ефикасна, да речам, оперативно едноставна јавна управа или јавна управа која оперативно едноставно функционира, колку е важно пак да имаме способен раководител на институција или менаџер на институција или директор, бидејќи точно раководителот на сектор раководителот на оделение раководи со неколкумина вработени, но на крајот челото на органот или начело на органот е некој директор. Тие директори кај нас, за жал, најчесто се предмет на партиски листи и поделба на коалиција, која колку директорски места ќе зема, и тоа не е ни тајна, се слуша. Ние се договоривме да влеземе во коалиција, бидејќи ќе добиеме толку директорски места.
ние се договоривме да излеземе од коалиција бидејќи недоволно директорски места добивме и слично. Дали е тоа во ред или пак би требало да се професионализираат овие места на менаџери на ниво на институции, па дури после линиски надолу да имаме ние, како да речам, отчетност и кај раководителите на сектори, кај оделение и надолу? Ќе се обидам најкосо што можам. Значи, она што е прифатено во демократска либерална држава е дека легитимитетот на институциите мора да постои, тој постои само доколку челникот е од народот, на народот за граѓанината. Меѓутоа има прагови до каде тие челници може да се само политички представници на граѓаните. Пратеници, советници на општини, градоначалник, председател на држава, за нив критериумите, освен старосна граница за председател нема. Сега, тоа значи дека за сите други носители на власт, дури и извршна владата, па и судот, собранието за судовите додуше е пропишано, они се меритократски бирани, но се функционери, меѓутоа носителите на извршната власт никој не му брани на собранието да се распишува конкурси. Никој не му брани на собранието. Ви велам кои се опциите на собранието. Дали сака меритократска влада или не. Може. И правно тоа кај нас не е забрането, но нема да се случи. Кај нас извршната власт се уште е преатрактивна. Гледаме дека носители на листи прво нешто што го прават, после стануваат даваат министри. отказ и се даваат од оставка од место пратеник и стануваат носители на највисоките извршни позиции. Да не звучи премногу пежоративно, собранието кај нас се остатоците од избирачките листи. Така да не се чудиме од каде. Ова зборувате за министерствата, За што правиме министерства. со органите Но е, надолу? Да речеме дека председателот на влада и членовите на владата ќе бидат споил систем, ќе бидат граѓански представници. Сите препораки на нас за 25 години, колку што можам да го следам ова. Нели сега и со мојата возраст претходно е веќе историја која што низ документи потешко би се нашло дека има конкретна препорака. Меѓутоа и препораки што ни се добивани е да се што е испод министер треба да има воведена меритократност. Професионално. Да, затоа што и работата на секој орган во состав на едно министерство станува од технички аспект по-конкретна. Ако министерството како ресор може да е многу општо и барате да има политички менеджмент, ради легитимитет на одлуките, И да предлага и да гради службите политики. Сите служби во тоа министерство стануваат од технички аспект многу конкретни. И тоа овозможува прецизирање на квалификациите што ги бараме од челникот на таа служба. Било управа, било дирекција порано да тие ги укина, било завод и тие ги укина до душа, било агенција, така регулаторите, иако се самостојни органи на држава, апсолутно овозможуваат техничка проведливост на квалификации. Односно меритократизација. Се што е испод министер треба да има елемент на меритократност. Го имаме ли тоа ние? Го спроведуваме ли? На хартија го има на многу места, што изостанува. Се уште има дел од институциите, па и тие пред собрание кои што одговараат, а кои се на предлог на владата, каде што владата треба само да номинира кандидат. Не е пропишано ниту дали треба да има, рецимо, мислам дека само за една комисија е предвидено да владата мора да формира посебна комисија и да даде писмено образложение зошто тие кандидати што ги исполнуваат условите ги предлага. Во случај да има повеќе кандидати од бројот на места за кои се бара номинација. За голем дел се уште нема ништо. Условот е само владата предлага. Па дури за наше разочарување има и се уште неколку институции под собранието каде што собранието не е должно да има расправа. Ниту комисијата за избори и минување, која што треба да го спроведе јавниот оглас и да предложи кандидати до собранието на пленарно да го бираат, не е должно да даде објаснување зошто тие кандидати. Систем на рангирање нема. Па и услови нема. За тоа кој може да биде директор на орган, односно јас ги гледав околу 70 на закони со кои што се формирани органи во состав на министерства и самостојни органи на државна управа, најчесто условите се завршено високо образование, 5 години работно искуство, било какво, и ако не грешам да нема забрана за извршување на дејност, професија или должност, што е општиот закон за работни односи. Најчесто се многу општи услови. Значи би треба требало да се работи на меритократизацијата. Јас го разбирам политичкиот страв дека сме држава која што
изминативе, еве од 2015 наваму, држава што е политички нестабилна. Имаме голема флуктуација на политичкиот врв, смена на политичкиот врв. И го разбирам стравот на политичките партии дека доколку немаат на располагање функции да распределуваат, дека потешко ќе обезбедат стабилност на коалицијата. Јас го разбирам тоа. Меѓутоа, ако продолжиме вака, ќе се соочиме со недостиг на демографски капацитет да и воведеме меритократија, ќе нема кој да ја пополни. Јас мислам дека вака ако продолжиме имаме уште сати за разговор, така што јас тука ќе ви заблагодарам за вашето гостување. Па во некоја идна прилика ќе продолжиме гледајќи ги новите околности да коментираме на темава. Ќе ми биде задоволство. Жарко, благодарам на денешното гостување. Сакам да разговараме на повеќе прашања, односно да се осврнеме на повеќе прашања поврзани со јавната администрација, но со тебе пред се како адвокат кој што застапува граѓани пред органите на управата и пред управните судови, сакам да се осврнам на задоволството или незадоволството и причините за истото кај граѓаните со односот со јавната администрација или од односот со јавната администрација. Што е оно што ти го гледаш во односот на граѓанин со администрацијата во секојдневното работење, што предизвикува такво незадоволство кај граѓаните од услугите, од односот, од шалтерските работи во јавната администрација, колку тоа се должи на непримена на законите кои што кај нас и не се лоши во државава, и како да ги реформираме овие прашања, односно да го подобриме односот и ефикасноста работење на јавната администрација. Благодарам за поканата. Ние многу ретко зборуваме за јавната администрација од аспект на остварување на права. Повеќе јавната администрација гледаме во насока на воспоставување на обврски кон граѓаните. Прашањето кое што ми го постави е многу интересно од аспект на тоа дали постои задоволство или постои незадоволство. Нашето подневје покажува еден интересен феномен, е дека кога граѓаните се задоволни, тоа не го истакнуваат. А кога се незадоволни, тогаш го истакнуваат тоа многу повеќе отколку кога се задоволни. Јас можам да кажам дека најголемиот проблем со кој што се соочуваат граѓаните во однос на јавната управа е дека постои неконзистентност во примената на законите. Ќе ви кажам еден типичен пример. Доколку поднесете барање за остварување на родителско право, совршено функционира законот за општата управна постапка. Од кој аспект? Од аспект на тоа што центрите за социјална работа по службена должност ги прибавуваат сите документи кои што се во регистрите на јавните органи. Тоа е согласно законот за општата управна постапка. Со други зборови, не ги носите на шалтер сите докази кои што се потребни. Да, ги носите доказите само кои што би требало да ги прибават, но имаат потешкоти во комуникацијата. Например, доставувате потврда од Основен суд за неодземено родителско право. Затоа што станува збор за орган кој што е надвор, државен орган, односно управата, јавен орган кој што е надвор од управата, станува збор за сосема друга власт, представува проблем за јавниот орган да го прибави тој документ, односно таа потврда. Од друга страна, ние имаме определени институции, а можам да кажам дека најеклатантен е примерот во управата за водење на матични евиденции, каде што дури одбиваат да примаат барање на шалтер доколку сметаат дека не е комплетно. Што представува еклатантно кршење на принципите на Законот за општа управна постапка. Односно повреда на правата на странката во управната постапка. Бидејќи барањето мора да е примено. Бидејќи барањето може да биде и усно поднесено, односно да биде усно искажено, а потоа на јавниот орган е да утврди кои се документи треба да ги достави странката со цел да го оствари своето право пред таа институција. Но тоа не е само проблем со управата за матична евиденција, тоа е проблем и со другите институции. Постои исто така и една лежерност кај органите затоа што не се применува законот за прибавување на документи по службена должност. И затоа граѓаните
кај граѓаните се јавуваат фрустрации затоа што замислете дека треба за време на пауза, затоа што нашата управа, државна управа, Работи јавна до управа 16 работи до часот. 16 часот и треба да поднесете определено барање за да извадите потврда или да остварите право. Вие треба за време на пауза од работа да излезете и во рок од тие 30 минути да го поднесете барањето. Ако треба при тоа да прибавите уште неколку документи кои што претходат, а кои што може да се прибават по службена должност, вие треба да изгубите најмалку 3-4 паузи за време на работа, за да може да поднесете едно обично барање до јавен орган. И тука се јавува таа фрустрација. Затоа што кај нас се уште постои проблемот во однос на начелото на сервисна ориентираност на јавните органи кон граѓаните. Постојат институции што се сериозно навлезени во примена на ова начело, но грото од институциите, посебно таму каде што има поголем опсек на граѓани кои што бараат да остварат право или се спротивставуваат на наметнатата обврска, тие институции обично имаат проблем со примена на законот. Инаку, заради појаснување, законот за општа управна постапка кој што го спомнавте, кој што предвидува дека секој еден орган во рамките на управата и секој јавен орган треба сам да ги прибави доказите кои што постојат во официјални регистри, кога е усвоен, односно од кога е на сила и колкав е овој временски период во кој што уште има институции во кои што не ги исполнуваат овие обврски. Во мај оваа година е 10 годишнина од усвојување на законот. Значи 10 години како држава не успеваме ние практично да наметнеме она што го спомнавте, конзистентност секаде да се применува законот. На крајот се сведува која институција зависно од менаџментот, од вработените, од добрата волја ќе го применува или не. Како против овие состојби или како да работиме на подобрување на ваквиот однос? Тоа прашање е прашање кое што ни се поставува веќе подолго време. Значи политичка волја постои. Тоа можеме да го видиме и преку законите и преку постапувањето на највисоките политички актери во државата. Значи тоа се владата, собранието и така натаму. Би сакал само да истакнам дека дури владата на седница ги има задолжено министрите доследно да го применуваат законот, посебно во делот на обезбедување на службени лица, овластени службени лица кои што ги водат управните постапки. Тоа значи дека ги има задолжено со заклучок да обезбедат професионалци кои што на најефикасен и најефективен начин во една експедитивна постапка ќе им овозможат на граѓаните да ги остварат своите права. Кога ќе се симнеме во ешалоните подоле, значи ова е договорено например на седница на влада, се соочуваме со проблеми. Тие проблеми се пред се од аспект на човечки ресурси. Ние секогаш за пример ја земавме општината Конча. Ако во општината Конча има еден или двајца вработени, што попрво би бил тој вработен? Дали би било овластено службено лице, дали би бил одговорен за јавни набавки, дали би бил одговорен за лични податоци, јавен карактер, за заштита на лични податоци. Значи премногу големи се обврските кои што ни ги наметнуваат граѓаните односно законите како на правните лица, така и на јавните органи, а капацитети немаме. И се помалку ќе имаме во догледно време додека не дојде до една промена на генерации, која што мислам дека ќе ни треба уште неколку години за да го видиме тој резултат и дека тогаш ќе ги видиме всушност и ефектите на модернизирање на јавната управа. Нели може самата јавна управа да си ги олесни своите, да речам, обврски или да си го олесни обемот на работата, ако го почитува законот во конкретниот случај закон за општа управна постапка. Ќе дадам еден едноставен пример. Ние одиме со едно барање, како што и сами рековте, и кон тоа барање приложуваме докази. Многу често приложуваме доказ за уверение за државенство, односно уверение за државенство како доказ. Зошто? Или извод од матична Нели ќе е полесно и народен? за самиот вработен, ако не го бара тој доказ, туку само на увид ја дадам јас личната карта на шалтер, која што дефинитивно е доказ за државенство.
Сакам да кажам, дали дел од преобременоста на работата или во работењето на јавната администрација, на човечките ресурси, е и, да речам, се должи на застарени практики, рецидиви од минатото. Така се работело и така ќе продолжиме и сега. Тоа е една од констатациите до која што имаме дојдено сите ние кои што практикуваме, односно работиме во областа на јавното право. Значи, не знам сега дали ви текнува колку беше голем отпорот и се уште е голем отпорот за да се примени законот за општата управна постапка. Значи, прво имаше забелешка дека тој е дупло помал во страници од претходниот, а второ, јавната управа не може да свати се уште дека со новиот закон за општа управна постапка се прави фокус на граѓанинот. И дека граѓанинот е клиент. И дека граѓанинот е тој кој што треба да биде обслужен од страна на јавната управа. Овој закон, колку и да звучи сега оптимистички, всушност треба да ја изведе реформата во јавната управа. Ако ние имаме професионалци кои што ги водат управните постапки, без при тоа да има политички притисок на истите да донесуваат одлуки, а законот е така концепиран. Законот е концепиран вработениот да ги носи одлуките, решенијата, да ги издава лицензите, Значи, а не политичкиот чинител на што работиме во управно право имаме термин дека овластеното службено лице е мини судија. Мини судија затоа што действува во кратки рокови, на мал простор и така натаму, но е судија. Значи, законот му дава целосна надлежност на едно овластено службено лице и да го потпише тој акт, управен акт. Што не беше случај порано. Порано се правеа нацрт решение или па потоа имаше одобрување, па имаше контрола и така натаму, 10 потписи, односно 4 потписи на секој управен акт, за на крај да го потпише раководителот, односно функционерот. Зборуваме за она, изготвил, контролирал и на крај политички назначеното лице ставаше потпис на акт, за кое што нема никакви сознанија за што се работи. Па се разбира. Службеник го обработил предметот, го дал актот и политичарот само потпишува. Сега овој закон е многу добар од тој аспект. Значи, од тој аспект, тоа што не сакаат да го сватат, јас мислам дека намерно не сакаат да го сватат граѓаните, односно јавните органи, е дека кога имаме професионални овластени службени лица, дека и одговорноста за работата на јавниот орган не е веќе само на тие што ги креираат и спроведуваат политиките, туку и на професионалците кои што се дел од системот на обезбедување на гаранции за уживање на уставни загарантирани права. Знаете, кај нас кога се остварува право, тогаш тоа може и да чека, но кога се наметнува обврска, тоа оди многу брзо. Тоа оди многу брзо. И ако гледате, например, во најголем дел од обврските кои што се наметнуваат, значи веднаш може да се пристапи кон извршување. Значи државата е секогаш во повластена положба наспроти граѓанинот. Што треба да е обратно. Сега, зошто е тоа така? Затоа што државата преку законодавната власт може да го оствари тоа и си го остварува. Ние имаме големо потфрлање од страна на судската власт во однос на работата на јавните органи. Во однос на контролата, претпоставам. Во однос на законитост. Јас можам да ви кажам од моето досегашно искуство дека не постои храброст кај управните суди да го применат законот за општата управна постапка. Значи до сега јас не сум видел ни една пресуда каде што истата е донесена затоа што управниот акт го нема донесено властено службено лице, а во членот 88 од Законот за општата управна постапка, ставот 5, многу јасно вели дека задолжителен елемент на управниот акт е потпис на овластено службено лице, не на директор, не на министер и така натаму. Ние имавме една акција со стариот закон, кога наместо министри потпишуваа заменици министри кои што нема овластување и тогаш управниот суд се охрабри и ги врати сите
односно ги поништи сите управни акти кои што беа подпишани од заменици министри без овластување за подпишување. Ние немаме сега тука таков момент, затоа што не постои примена на Законот за општата управна постапка. Законот за општата управна постапка ќе почне сериозно да се применува кога управниот суд ќе почне сериозно да го применува во судските постапки. Што значи дека реформата во јавната управа е врзана со реформата во судството, која што е врзана со желбата политичка за реформа, и доаѓаме до еден магепсан круг на потребни реформи во јавниот сектор, кои што една со друга се поврзани. Жарко, јас тука би ви заблагодарил, бидејќи знам дека можеме да зборуваме уште многу долго, но нормално со времето сме ограничени, па се надевам дека во некоја идна прилика ќе имаме продолжение на оваа наша дискусија. Ви благодарам за можноста што ми ја дадовте за да отвориме едно прашање за кое многу ретко се зборува, и се надевам дека интересот за остварување на правата преку јавната управа ќе се зголемува со тек на време, затоа што Република Северна Македонија се повеќе навлегува во еден систем каде што граѓаните се посвесни за своите права и се посвесни како да се заштитат од арбитрерно наметнување на обврски. Ви благодарам.